Здраво, дечиња! Јас сум Снежана Владева, воспитувачка од детската градинка Рахилка Гунева од Светиников. Пред да започнеме, ајде заедно да испееме една песничка со помош на техниката на тапкање. Добро утро, добар ден, јас сум среќно детенце. Добро утро, добар ден, денес ми е весел ден. Главчето погали го, мозочето разбистри го, очињата разоми ги, брадата погали ја, устенцето насмевни го, душичката ослободи ја и силно, силно гушни ја. Така, дечиња, тоа е песничката. А сега да започнеме со денешната приказна. Да, дечиња, тоа е приказната за трите прасиња. Слушнете ја, се надевам дека ќе ви се допадне. Некогаш одавна во една куќарка се живееле три прасиња, заедно со својата мајка. Еден ден, кога тие три прасиња биле доволно возрасни за да живеат сами, нивната мајка им рекла: време е да си одите од оваа куќа и да си изградите своји куќи. Само внимавајте да не ве фати волкот. Трите прасиња одговориле во еден глас: ќе внимаваме да не фати волкот. Потоа прасињата тргнале на пат. Малку подоцна сретнале еден човек кој носел слама. Првото прасе му рекло: ве молам, ќе ми дадете ли малку од сламата? Сакам да си направам куќичка. Да, рекол, одговорил човекот и му дал малку слама прасето. Набрзо првото прасенце си направило куќа од слама. Било многу задоволно од својата куќарка и рекло: сега волкот нема да ме фати и да ме изеде. Но јас ќе изградам поцврста куќа од твојата, рекло второто прасе. А третото прасенце надополнило: јас ќе изградам најцврста куќа. И така, второто и третото прасенце си го продолжиле патот. Наскоро сретнале еден човек кој продавал гранки. Ве молам, ќе ми дадете ли гранки? Прашало второто прасе. Јас сакам да си изградам куќичка. Се разбира, рекол човекот и дал на прасето од гранките. Потоа второто прасе си изградило куќа од гранки. Неговата куќа била поцврста од сламената куќа. Второто прасенце било задоволно од својата куќичка и рекло: сега волкот нема да ме фати и да ме изеде. А третото прасе му рекло: јас ќе изградам поцврста куќа од вашите. И така, дечиња, третото прасе си продолжило понатаму. Сретнало еден човек кој продавал цигли. Ве молам, ќе ми дадете ли цигли? Прашало тоа. Јас сакам да си изградам куќичка. Се разбира, рекол човекот и му дал цигли на прасето. И така, дечиња, третото прасе си изградило куќичка од цигли. Му требало малку подолго време, но затоа пак куќата била многу цврста. Третото прасе било многу среќно што си изградило куќа и рекло: сега волкот нема да ме фати и да ме изеде. Но следниот ден на малото дошол волкот. Бил многу гладен. Наближил
до сламената куќа, која што ја изградило првото прасе. Кога прасето го видело волкот како доаѓа, се стрчало во куќата и ја треснало вратата. Волкот чукнал на вратата и рекол: "Прасенце, прасенце, пушти ми да влезам внатре." "Не, нема да те пуштам," рекло прасето. "Тогаш ќе земам воздух, ќе дувнам и ќе ти ја одувам куќата," рекол волкот. Така дечиња, волкот дувнал 2 пати и куќата од слама се распаднала. За среќа, прасето брзо избегало на волкот. Следниот ден волкот продолжил по патот. Дошол до куќата од гранки, која што ја изградило второто прасе. Кога второто прасе видело дека доаѓа волкот, легло во својата куќа и ја треснало вратата. Волкот тропнал на вратата и рекол: "Прасенце, прасенце, пушти ме да влезам внатре." "Не, нема да те пуштам," рекло прасето. "Тогаш јас ќе земам воздух, ќе дувнам и ќе ти ја одувам куќата," рекол волкот. Волкот дувнал дечиња 2 пати и куќата од гранки се распаднала. За среќа, прасето брзо не избегало на волкот. Следниот ден волкот си продолжил понатаму по патот. Дошол до куќата од цигли, која што ја изградило третото прасе. Кога третото прасе видело дека доаѓа волкот, легло во својата куќа и ја затворило вратата. А волкот тропнал на вратата и рекол: "Прасенце, прасенце, пушти ме внатре да влезам." "Не, нема да те пуштам," рекло прасето. "Тогаш јас ќе земам воздух, ќе дувнам и ќе ти ја одувам куќата," рекол волкот. И така дечиња, волкот дувал и дувал, дувал и дувал, но куќата од цигли не се распаднала. Кога волкот го слушнал ова, многу се изнервирал и му рекол: "Прасенце, јас тебе ќе те изедам, ќе влезам во твојата куќа низ оџакот и ќе те фатам." Прасенцето било исплашено, но ништо не рекло. На брзина во каминот ставило еден голем котел со вода да се вари. Волкот се искачил на покривот и потоа почнал да слегува низ оџакот. Прасенцето го тргнало капакот од котелот и волкот дечиња паднал право во котелот. И од тогаш веќе за волкот ниту некој слушнал, ниту некој го видел. Третото прасенце било многу попаметно од него. Така дечиња, тоа беше приказната, се надевам ви се допадна. А сега, ајде малку да броиме. Зашто се раскажува во приказната? Во оваа приказна се раскажува за еден волк и колку прасиња дечиња? Ајде да броиме заедно. 1, 2, 3 прасиња. Колку кукички направиле прасенцата во приказната? Да броиме. 1, 2, 3 кукички. Така, дечиња. Сега, да ми одговорите. Првото прасенце направило кукичка од што? Така, првото прасенце направило кукичка од слана. Од што направило второто прасенце кукичка? Второто прасенце направило кукичка од дрва. А третото прасенце, дали знаете од што ја направило својата кукичка?
третото прасенце направило куќичка од цигли. И сега, од приказната да ми одговорите, чија куќичка била најцврста и волкот не можел да ја одури? Се разбира, така е дечиња. Тоа е куќичката на највредното прасенце, тоест на третото прасенце, кое што направило куќичка од цигли. Така, дечиња. И сега ви предлагам активност ликовна која што можете да ја направите според приказната. За таа активност ви е потребно пластелин и црн маркер, моделирање на прасе. Најпрве од пластелинот го формирате телото на прасето, потоа носето и доцртувате со маркерот очите и носето и формирате нозете, опашката, ушињата и прасето е готово. И доколку ви е поинтересна, направете ја останатата ликовна активност, тоа е оригами техника, изработка на прасе. Потребно ви е розова хартија и црн фломастер. Значи, овде ви е објаснете на кој начин листот треба да го превиткате за да го добиете ликот на прасето. Доцртувате очињата, носето и прасето ви е готово. Се надевам ви беше интересно. Ќе се видиме пак. Бидете ми поздравени, дечиња, и до гледање.